Почитуван премиер, не знам дали вие забележавте, но во интерес на јавноста сакам да потенцирам дека со одговарање на вашето второ прашање и вториот ред се исполни нема ни еден. На првото прашање кога го одговаравте, цел прв ред беше празен, додека зборувавте на второто прашање и вториот ред се испразни. Јас тука ќе имам и трето прашање. Само преходно ве молам, ме сакал да искоментирам неколку работи, а тоа е дека колку и колеги вас од СДСМ ме изгледа смешна, работата е многу трагична. Трагична е толку тоа што сеќавам за време на корона, додека ве прогласија за ратни профитери, потоа државните ревизори што сте правеле во корона, а во контекст на одговорот е тоа дека имавте уредба за законска сила, давање на лиценца на фабрика за канабис во време на сред корона. И уште не ми стана јасно како тоа минеше низ институциите, како таа фабрика им го подобри животот на граѓаните, може само да претпоставуваме. Пред да го поставам дополнителното прашање, сакам да искоментирам дека разговарајќи со пријатели сега скоро од југоисточниот дел на Македонија, велат, ние мислевме дека овие од кланот Заеви се сепак луѓе бизнисмени, знаат напад едно од две, дека се добри трговци, дека корнишоните даваат пари, дека она кое што градат згради, дека државата ни струмица, дека носи средства, но вели никако не ни беше јасно како може низ тие бизниси вели да се прават милиони евра, по 500, по 600 милиони евра, за потоа се инвестираат во Дубај. И вика сега што гледаме на телевизија ни стана јасно дека толку многу пари за кратко време само дрога се прават, тоа е луѓе кои што го зборуваат. Во контекст на ова кое што се правдаа во јавноста дека се случува, а тоа е дека прават GDP економска политика со правење на марихуана, со давање на лиценци за марихуана, а она кое што ми е дополнително прашање, почитуван премиер, тоа е дека во последниот период ве слушав, зборувавте за 1 милијарда евра инвестиции во рамки на Република Македонија. Би сакал доколку може да зборувате, бидејќи претпоставувам дека голем дел од тие се веќе во преговори, не се финализирани, да јавноста и на нас пратениците ни објасните каде, во кои сфери очекуваме инвестиции и колку работни места очекуваме во следниот период. Ви благодарам.